Граѓанската иницијатива од група собственици на катастарски парцели за усвојување на урбанистичкиот план за економската зона Ила во населено место, кое е во непосредна близина и граничи со генералниот урбанистички опфат на општина Виница, е посочена како пример за алатка со која е овозможено учество на граѓаните во носење одлуки на локално ниво и е вметната во водичот со алатки печатено издание на ОПСЕ мисијата во Скопје. Врз основа на оваа иницијатива, во 2009 година Советот на општина Виница усвои одлука да поведе постапка за подготвување на документација за урбанизација на зоната Ила, а во 2012 година општината доби официјално одобрение за вклучување на зоната Ила во донесената урбанистичка планска документација на Виница. И она што е најбитно, трошоците за спроведување на постапката ги покрија собствениците на парцелите, распределувајќи ги еднакво врз основа на квадратен метар. Искуството од Виница, како и повеќе практични примери од неколку други општини во Македонија околу креирањето на буџетот и вклучувањето на сите категории на граѓани во истиот, ќе го користат неколку општини од Северно Косово, каде вклученоста на граѓаните е сведена на минимум во креирањето на локалните политики. Со таа цел беше и вчерашната посета на општина Виница од представници на мисијата на ОПСЕ на Косово, за размена на искуства кои следната недела ќе се вмрежат во рамките на регионалната конференција која ќе се одржи во Охрид. Како што истакна Сања Михајловиќ, представник на ОПСЕ, семинарот има за задача да на избраните представници од Северно Косово им овозможи да добијат информации, да дискутираат околу механизмите за јавна комуникација кои веќе ги имаат испробано локалните самоуправи во Македонија. Искуството на општина Виница го сподели председателот на Советот Благица Антонова, која посочи и други примери на граѓанско учество кои општината ги практикува во реализацијата на повеќе значајни проекти. Инаку во брошурата, која е македонско-албанска верзија, покрај Виница вклучени си општините Кратово, Гостивар, Битола, Липково, Илинден, Валандово и Струмица.